Добар ден, вие гледате Аргумент, добар ден и за мојот гост. Добар ден и вам и на гледачите. Да, Никола Димитров, веќе во најавата за вести кажав, поранешен вице-премиер за евроинтеграција, шеф на дипломатијата и сега сте коосновач, председател на невладината Солуција. Имате и утре настан, важен настан, но за тоа на крајот сега е важно да говориме пред се за пораките од Советот за општи работи. Има и самит на ЕУ, но пораките кон Македонија. Клучот, велат препораките, заклучоците на Советот се однесуваат повторно на уставните измени. Иако се разбира, тука имаме и прашања и барања и за борба против корупција, владење на правото, но околу уставните измени. Како да се дојде до уставни измени кога ВМРО одбива? Пораките не се некое изненадување. Точно е во смисла на процесот, следниот чекор втората меѓувладина, условена е со уставните амандмани. Меѓутоа има и прилично сериозни пораки што треба да им обрнеме внимание и да ги дебатираме дома и да видиме дали можеме чаре да најдеме. Има многу сериозна загриженост изразено ГАК, Советот за општи работи, за, например, амандманите на Кривичниот законник. И воопшто во општите пораки кон регионот вели, за да одите напред кон Европската Унија, мора да покажете видливи резултати во борбата против корупцијата. Кај нас нема ни видливи, нема ни невидливи резултати и би рекол, дури и љубезни се со нас, бидејќи измените на Кривичниот законник, што предизвика застарување на бројни кривични дела што се однесуваат на висока корупција. И со тоа ги амнестираат функционерите практично. Со тоа што бидејќи делото е главно злоупотреба на службена положба и тоа дело не може да го направат граѓани што немаат службена положба. Практично зборуваме за високата политика, за функционерите и така натаму. И со тоа практично се направи пострашен удар врз владењето на правото и принципот на одговорност и се зајакна неказнивоста и од помилувањата на Иванов, кои што беа многу, ама беа ограничени, а ова е општо, се однесува на претходно, се однесува на идни, евентуални и дури, согласно извештајот на Европската комисија од ноември, влијае на истрагата. Ги врзува рацете на обвинителите во смисла на истражување на случаи на висока... Застаруваат делата и така. Да. Така што ние сме во една ситуација што можеби наједноставно може да се дефинира и најкратко, ние сме сардисани од сите страни. Сардисани сме од дома, а сме сардисани и од недостатокот на лидерство во Европската Унија, која што многу дебатираше оваа година и делумно минатата, потикната од руската агресија врз Украина, мора да се консолидираме, мора овие дупки што си ги имаме на континентот да ги затвориме. Тоа е прашање на приоритет и безбедност, меѓутоа за жал гледаме повеќе од истото. Не испорачуваат повеќе се зборува за процес, недоволно се зборува за конкретни работи, Балканот уште чека конкретна понуда. Реформите на ЕУ се чекаат. Реформите се чекаат, а тие се услов за прием на нови членки. Да. Има голема неизвестност. Дури од ова што денеска се обидував да следам темелно пораките од Брисел, подготвувајќи се за вас и за гледачите, дури овие нови пари, 2 милиарди евра грант, што ги најави Урсула фон дер Лајен на таа турнеја низ регионот, прашање е дали ќе бидат нови пари или препакувани стари пари од ИПА-3, бидејќи има земји членки што не сакаат повеќе да дадат. Меѓу другото, Европскиот совет мора да зборува за ребаланс на буџетот на Европската Унија. И има земји што не сакаат да даваат повеќе пари и во тој компромис може да се случи пак да се скрати кај Балканот. Зошто би давале кога царува корупцијата и криминалот во западниот
на Западен Балкан. Но ајде околу токму корупцијата, американската амбасадорка кој знае колку пати говори за епидемија на корупција. Последниот на листата е поранешниот вице-премиер Кочо Андјушев. Но таа црна листа всушност ништо не значи за властите. Никакви истраги не најавуваат, ниту обвинителството, ниту пак останатите истражни органи. Зошто се штитат се уште функционерите? Кај нас, Макар и поранешни. кај нас политиката се повеќе изгледа како да е во основа сведена на две работи. Државата се гледа како плен, како да се грабне кога сте на власт и како да се избегне одговорност тогаш кога нема да бидете на власт. И во таа смисла посебно боли на некој начин овој впечаток, што мислам дека е поприлично реален, со оглед на искуството што го имаме како општество од, па еве да речеме 2015 година наваму, во последниве 8 години, каде таа жет за одговорност и правда го мобилизираше граѓанството, што резултираше со промена на власта. И следеше разочараност. Власта се смени, на меѓутоа граѓанство. системот не се смени. Системот остана таков како што беше. И можеме, во зависност од политичките бои, ќе чуете, ама сега е малку подобро, сега има малку повеќе слобода. Од другата страна Тоа е ќе вистина. чуете, од другата страна ќе чуете, Дека има слобода е вистина. бродот тоне се краде крадат како луди. Ќе чуеме анализи, ќе видиме извештаи. Меѓутоа, од непристрасна перспектива, без политичка боја, факт е дека ние во последниот период практично и немаме напредок на клучното. Да има институции што ќе функционираат, што му служат на граѓанскиот интерес, на јавниот, наспроти приватниот или партискиот. Нема напредок во борбата против корупцијата, нема напредок во владење на право и реформите во Во правосудството. судството, да. И Го цитирате извештајот на Европската го комисија. цитирам извештајот на Европската комисија. И сега ние, како граѓанство, мислам дека треба да видиме што ќе правиме. Имам едно чувство дека премногу се надеваме на помош од страна. Ние имаме пријатели и јасно е дека тие пријатели имаат интерес и во Македонија и во регионот да се стегнат работите. Да профункционираме на некој начин како демократи, каде законот важи еднакво за сите и каде луѓето добиваат позиции на основ на способност, а не затоа што се партиски другари на партискиот лидер. Меѓутоа, ако ние не загриземе како граѓани, како граѓанство, не мислам дека Брисел ќе ни го исчисти дворот, или пак Соединените Американски држави, и не мислам дека е доволно да се излезе да се гласа, затоа што ние сега видовме дека не ни врши доволно работа. Важно е да се казнат тие што мислиме дека грешат, ама обичната промена на власт сама по себе е плюс, ама не е доволно за да се смени системот. И мислам дека тука имаме и ние еден вид кабает, бидејќи како граѓани можеме да влијаеме. Секој во својата професија, во својата мрежа, во јавноста, не мораме да чекаме да повика на протест партија за да се излезе на протест кога има голем скандал. Да. За да бараме одговорност. Никој не сака да се жртвува. Но без жртви држава не може да опстане и да функционира. Мора да научиме малку да се осмелиме, да излеземе од оваа комфортна зона која станува тажна, бидејќи кај нас со оглед на општото дередже веќе и нема комфортна зона. Вие можете да бегате од грдата реалност во својот круг на пријатели, ако работите, не знам, да речеме
за странска компанија, па имате комуникација со Лондон, да реч, ама одите по овие улици, го дишете овој воздух, болниците се тие, школите се тие, системот е тој. Луѓето се тие, оние несречни луѓе кои се околу вас. Сега ние Да. имаме одговорност да пробаме малку дизгинот да го потфатиме и во своји раце и да ги притискаме политичките елити, политичките лидери, партиите, не само преку избори, да грмнеме кога прават голема глупост. Ако има некој што ќе направи нешто добро, да фатиме, да поддржиме, да го истакнеме, да нудиме решенија. Мора малку да земеме одговорност за општото. Пошто не е доволно само своето гајле, бидејќи сите заедно губиме многу. Ние во основа поприлично поразителни резултати имаме како генерација во последниве 30 години. 3 децении. А не е невозможно, бидејќи истите луѓе, наши сограѓани, кога одат надвор во тој систем што препознава работа, труд и знаење, успеваат. Ке се вратат дома, нашиот систем не ги сака. Ги исфрла. Ги исфрла. Маргинализирани Да. се. Тоа што значи? Тоа значи дека мора да го смениме системот. Тоа не е невозможно. И јас мислам дека со неколку потези, ако успееме да најдеме луѓе што кога ќе дојдат на власт ќе повлечат вистински потези, кои што ќе го применуваат законот еднакво и на својата фамилија, и на партиските другари, блиски и помалку блиски, и на другите, и на ничиите, да речеме за дивоградби. Еве сега слушам, пак има некој закон за легализација на дивоградби, кај нас државата се претвори во својот антипод, бидејќи почна да се грижи за прекршувачите на законот, па намалуваме казни во кривичен Да ги законник. амнестира постојано. Се грижи за тие што граделе противправно, Да. не платиле комунали, не обезбедиле градежна дозвола. И сега што правиме со тие? Многу се. А овие што почитуваат закон, плаќаат данок, се така, земени здраво за готово и не им го бере многу гајлет. Ние мора да си направиме државата да се грижи пред се за тие што почитуваат закон и што плаќаат данок. Не мислам дека тоа е невозможно, ама нема да падне од небо и нема да ни го донесат од Брисел. Брисел е веројатно најдобрата алатка за реформи, ама како и секоја алатка, ако не ја земете да ја користите, ништо од неа. Мора да се користи. И не е доволно да се зборува ЕУ. Ние можеме во интервју 77 пати да кажеме ЕУ. Не е доволно, ништо нема да поместиме во студиово. Мора да се стане, мора да се сработи, мора да се покаже принцип, кога е тешко. Добро, европскиот пат, европскиот камп постојано говори дека се за ЕУ, но што се прави за ЕУ? Иве Грковска, вице-премиерка за добро владење, најавува закон да не може лица на црни листи да бидат именувани функционери. Ова е во најава, постојано има најави, планови, програми, платформи, стратегии кои не се реализираат. Тоа веројатно има логика и мислам дека треба да се поддржи. На некој начин ова што го прави САД не е дека не помага, мислам дека ни помага, бидејќи нашиот систем речиси ништо не прави. Па барем имаме сигнали, нечии круни паѓаат. Си има известен општествен ефект. Ставањето на тој или таа и таа на црната листа. Да, докога нема истраги. Сега нашиот систем очигледно без сериозен јавен граѓански притисок нема баш да функционира. Амбасадорката Агелер вчера, колку што видов на тој брифинг, го посочила да речеме мерко, кој што беше ставен во јуни, а уште нема барање од една македонска институција нешто до сад да ни достават. Што правел, зошто е ставен, кои се доказите, како одел, не знам, трагот на парите, било што.
И ние мора, ова е еден чекор, тие што се на црна листа, ако имаме доверба во тој систем што го има САД, што мислам дека е многу темелен и многу детален, барем да не можат да бидат вршители на јавни функции, ама тоа не ја покрива потребата од одговорност. Каде тоа може би покрива политичка одговорност, еве, нели не може да биде во иднина или мора да се разреши ако е ставен, ама што правиме со другата одговорност? Со кривичната одговорност. А тука, како да има интерес меѓу големите политички сили да се подзаташкува работата, дали во однос на помилувања, дали во однос на измените на кривичниот законник, овој притисок што се врши врз Врховниот суд, дури и помилувањата на Иванов, да се оживеат правно, за да се олесни враќањето на Груевски, за да се добие малку политички аир. Да. Тоа е се, не знам дали е, би рекол, трагикомедија. Од една страна е просто абсурдно на која дереже дојдовме, од друга страна е многу тажно. И затоа, сами по себе, бидејќи ние немаме проблем само и во партиите има луѓе што си ја знаат работата, ама и тие не добиваат шанса. Таму внатре исто така царува негативната селекција. Оти ако му дадеме на некој шанса кој што е способен, има амбиција нешто да остави добро зад себе и нема да не слуша кој ќе му побараме партиска услуга, вработи ги овие 20 луѓе, овде под замижи на овој тендер и така натаму, ќе ни направи проблем. Така што и таа негативна селекција внатре мора да се разбие и затоа мислам дека ова е процес што нема да се случи сам по себе. Мора да се казнува на избори, ама не е доволно. Во меѓувреме постојат и други методи. Може да се протестира, може да се подпишува петиција, може да се нуди решенија, има граѓански иницијативи, по уставот може и да се предложи закон, ако има доволно граѓани кои што се заинтересирани за тој проблем, за да го решат. Може да им направиме потешко да прават глупости. Оти некако во нашево општество лошиве се соработуваат, ама добриве се како острови. Или малце да пробаме. Или оние кои молчат. Имаме премногу луѓе кои имаме луѓе кои што молчат, така е. На клиентелизмот. И околу Еди Рама, што најави дека ќе влезат во Европската унија со вештачка интелигенција и затоа ја најавува Мира Мурати, таа е една од клучните луѓе за вештачка интелигенција. Македонија со што планира? Да ги прашате македонските политичари, што ќе ви одговорат? Со што планира Македонија да влезе во ЕУ? Ќе одговорат со флоскули. Ќе одговорат со фраза. Освен уставните измени, немаат ништо друго на ум. Мислам дека да, наративот е сведен на уставните измени. Тоа ќе биде проблем. Ние сме во една тешка каша внесени, бидејќи тоа што ни треба реформите го измешавме со мачното прашање билатерално со Бугарија, кое што не е решено. И ќе треба да се најде некакво решение за таа каша, кое што ќе оди на насока како ова да биде последната пречка, како Бугарија да има интерес да не поддржува и да не става нова пречка, да има поголема известност дека тој пат вистина води кон ЕУ, а не кон ново вето. Овој пат, например, околу историјата. И мислам дека тука ќе треба да се бара решение, што нема да биде воопшто лесно, а уште поважно, што правиме ние дома. Замислете ситуација со истава атмосфера во ЕУ. Недостаток од лидерство, големи проблеми, политички промени, победи на луѓе кои што не се баш со симпатии кон Европската унија, како што се случи во Холандија. Замислете ситуација ако ние имавме очигледен прогрес, ако ние имавме едно владење кое што сериозно расчистува со корупција, воведува ред и максимум се обидува законот да важи еднакво за сите.
каде што става способни луѓе што не се под ничија контрола на важни институции, главниот обвинител. Да имаме некој главен обвинител јунак, на кој што никој не може да дрзне да му крене телефон, да се дрзне да му се јави, било да е власт, било да е опозиција. Иако извештајот на Европската комисија го признаеше ова. Да имаме, како што имаме во смисла на вашата работа со медиумите, подобар рейтинг и од Грција и од Бугарија, да имавме таков драматичен напредок на ова клучно прашање борба против корупција, каков ќе беше притисокот, што прават они сега со нас. Ќе не пуштат, ќе ни помогнат ова да извлечеме, да се излеземе од кашава што се случи од лани. Ќе со тие блискави оценки. Да, македонските политичари. Ние ќе бевме во многу различна ситуација и истовремено ќе се живееше подобро во земјичката. Да. Значи, мислам дека ние, Еди ако си оди со премиерот Рама, ако си оди со вештачка интелигенција, мислам дека ние треба да си одиме со, ако треба едно, со многу трезвено трескање од зид, да видиме реално каде сме, апсолутно патот ни е кон ЕУ, ама мора многу потрезвено да гледаме на тоа што вистина се нуди и многу поодговорно да се соочиме со собствената одговорност дома. Добро. Ако успееме тоа да го направиме како општество во следниот период, многу поизгледна ќе ни биде еднината од ова што се чини денес. Добро, околу самитот на ЕУ и генерално расположението на Унијата. Украина и Молдавија се чини дека стануваат миленичиња, доека Западниот Балкан повторно во бездната се носи, односно не се заинтересирани за проширување многу на Западниот Балкан. Дали се ова флоскули, некакви илузии кон Украина и Молдавија кои им ги нудат? Факт е дека доминира Украина, јавното мислење исто се смени меѓу европските граѓани во земјите членки, кои што по-позитивно гледаат на проширувањето во однос на Украина, заради жртвата на Украина. И жртвата, но и стравот. И на украинците, и реалниот страв дека ако ова може да се случи, што ќе биде со нас? Што е следно? Ако имаме една ваква агресивна ревизионистичка Русија, која што ќе успее со Украина. Сега, во ходниците и таму каде што нема камери, многу од европските дипломати изразуваат скепса дека ова еуфорија сега, позитивна, ќе обстане на долг рок. Дека Украина е голема земја, има наталожени проблеми, територија предизвикана од Русија, сиромашна е и на некој начин полесно е да се биде поотворен сега за Украина и Молдавија, бидејќи се на почетокот на процесот. Ние да не заборавиме дека Србија и Црнагора се веќе повеќе од една деценија во процесот, а не се нешто поблиску до членството од нас, кој што ние полупочнавме пристапни. Значи таква судбина ги чека и Украина и Молдавија. Ако не се смени празни ветувања, големата приказна, ако нема одлука и ако не се пресече, што бара политичка волја кај 27-те земји членки, не е исклучено нашите фрустрации само да се пренесат за неколку години во Украина, во Молдавија, Грузија евентуално ако стигне до таму во таа фаза. И затоа сите ние, наместо надпревар со Украина, со Молдавија, заедно треба да најдеме начин да видиме што е тоа реално можно што можеме да го добиеме како понуда. Што е најдобро да се побара? Затоа што овој чвор, Франција и Германија викаат проширување, да, ама мора реформи внатре, да не може Орбан да не блокира, да речеме, да нема толку многу комесари, не мора сите земји членки да имаат свој комесар во Европската комисија, да видиме што ќе правиме со парламентот, да видиме како ќе го делиме буџетот и на што ќе се троши, посебно големите пари, да речеме политиките во земјоделието и така натаму. Да, на крај. И сега, дека го решат, не знаеме дали ќе го решат, не знаеме кога ќе го решат. И затоа мене
Иако бев иницијално скептик, предлогот е стар на Европската иницијатива за стабилност на Гералд Кнаус, меѓутоа реално, ако се погледне со здрав разум, На крај сме. ако членството во единствениот пазар е станица кон членството, а кон полноправното членство во Европската Унија, а тоа членство носи такви права за граѓаните и бизнисите од земјите кандидати, речи си како да сте внатре, дајте да се фокусираме на тоа. Да. Значи, На крај сме. од една страна да видиме што можеме да се направиме сами, дома, од друга страна, како регион да се организираме, да работиме заедно со Украина и Молдавија, да видиме што можеме од да добиеме како конкретна понуда, временска рамка и фондови за вистина да си го зацврстиме континентот. Добро, на крај сме, само да најавам дека утре имате настан, конференција Солуција, невладината Солуција, почнува во 19 часот. Да, со две реченици, утре ќе промовираме граѓанска сила, што се вика замисли, ќе ги промовираме нашите принципи, дел од луѓето што се, граѓаните што се вклучени, ова малку што го зборувавме денес, Тоа се тие луѓе на кои го правиме, имате ум. Добро? не сакаме дел од колачот, не одиме на избори, меѓутоа сакаме да им направиме ѓаволски тешко да продолжат со овие лоши, стари политики, ама нема само да критикуваме. Ќе се бориме за добри идеи, ќе даваме поддршка на добрите сили и ќе храбриме, бидејќи не сакаме да се предадеме. Да. Благодарам што бевте Благодарам на можноста и поздрав за гледачите. Благодарам што не гледавте. Пријатно.